Благодарам председателе. Ценам, како што кажавме, дека имаме потреба од одржување на јавна расправа. Станува збор за 4 закони. Предлог на Законот за електронските комуникации, предлог на Законот за безбедност на мрежни информацијски системи, предлог на Закон за архивски материјали и архивска дејност, предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи устови. И ве молам дека имаме потреба да го гледаме ова како пакет на закони, реформски закони. Сите се дел од реформската агенда. За сите од нив Македонија ќе добие по 5 милиони евра или еден реформски пакет од 20 милиони евра, но на страна можноста и за окружената рамка за финансирање, односно она што го добива како државата како бенефит од Европската унија, говориме за закони кои што ќе направат навистина еден крупен чекор за дигитална трансформација на Македонија, кај што ќе бидат офатени и процесите и начинот на изготвување, како ќе течат постапките, како ќе се складираат потоците така натаму. Се разбира дека ќе има импакт врз многу институции. Од она што бевме запознаени од страна на Министерството и другите органи, навистина носен се 4 закони кои што се носени во најширока можна транспарентна постапка, но сепак ценам дека доколку одржиме на јавна расправа ќе можеме транспарентноста уште на повисоко ниво да подигнеме, да ги повикаме сите институции кои што биле вклучени при изработката на законите, но исто така и институции кои што ќе имаат рефлексија, подобрување, бенефити од имплементацијата на овие закони. Мислам дека најсоодветно би било за 19 овој месец, каде што би можеле да ги вкрстиме уште еднашка аргументите, да бидат сите 4 закони, значи затоа велиме реформски законски пакет за дигитална трансформација на Македонија. Ваков крупен чекор Македонија не направила, со дел од законите практично се еден чекор и пред регионот и во група со оние што имаат најголеми реформски зафати во делот на дигитализацијата во Европа. Ценам дека тоа треба да ги запознаеме граѓаните и со практичната примена што ќе очекуваат, роковите на имплементација, што ќе офатат истите и како тоа ќе можат да го подобрат секојдневието и на граѓаните, и на институциите, и на бизнисот. Се разбира, доколку се утврди потреба од дополнителни корекции или забелешки, да интервенираме и амандмански, за да имаме закони кои што ќе бидат полесни за сите. Ви благодарам.